Добро вечер и добре дојдовте во отвореното студио, студио 1, во терминот пред централниот дневник, 20 на минути по 19 часот. Во овој термин денеска за мој соговорник одбрав да ми биде дамата која што некако оди со тоа што денеска е светски ден на бегалците, затоа што незиното име и незиното дејание во изминативе неколку години е тесно поврзано токму со бегалците. Ленча Здравкин е велешанка, би рекла голема хуманитарка, воедно и добитничка на наградата Мајка Тереза во 2018 година, но жена која што, можеби и благодарение на тоа што незината куќа е некако позиционирана веднаш до пругата во Велес, имала најблиска прилика да ги сретнува лицата и луѓето кои што следејќи ја пругата минувале низ Македонија. Здравкин ќе каже дека во изминативе години многу научила од бегалците, научила веројатно што е највредно во животот, како и сите ние впрочем, тоа што таа нив им го дава е секако добар збор, утеха, засолништве, храна, пијалоци и така натаму. И таа приказна трае веќе со години, неофицијално веќе уште од 2013 година и трае до ден денеска. Добро вечер за госпоѓата Здравкин. Добре дојдовте. Благодарам на поканата. Не ви е прв пат да сте во нашето студио, но денеска велам дека се поклопи датумот и тоа што е ваша мисија, би рекла. Да. Баш ми е драго што баш на овој ден сум тука. Еден посебен ден за бегалците и би рекла општо за целото човештво. Како госпоѓата Здравкин станува дел од оваа приказна е многу интересно. Приказната на бегалците кои што минуваат низ Македонија, затоа што претпоставувам дека до таа 2013 или 2014 година, кога официјално ги отварате вратите на сопствениот дом за да им помогнете на овие луѓе кои што транзитираат покрај вашата куќа што се вели, до тогаш не знам колку сте имале представа за себе дека животот толку ќе ви се промени. Апсолутно не сум имала представа, иако помина доста години, веќе од 2013 неофицијално, како што кажавте, јас на тие почетоци се сеќавам како да беа вчера, на тие момчиња кои први почнуваат да поминуваат, иако не знаев што се случува и кои се и како се и што се, меѓутоа кога гледате дека човек е во неволја, поготово млади деца, во тој период беа доста млади момчиња, па дури и малолетни деца, притрчувате одма да помогнете, не прашувајќи нити кои се, нити што се, нити едноставно само се ставате во функција. Тоа велите дека неофицијално 2013-2014, за тоа гласно почна да се зборува 2015-та, но во овие години кога се уште тоа е присутно, но не се зборува толку јавно за тоа дека бегалците транзитираат и ги има низ државава, вие се грижите за нив. Имаше ли тука малку страв со оглед на тоа што во тој период не постоеше законот кој што 2015-та е? Видете, јас никогаш не размислував, дури можам слободно да кажам, не познавајќи одредени закони, не знаев од што би требало да се плашам. Так. Додека одредени блиски луѓе или пријатели знаеа да ми посочат, а што правиш ти тоа? Јас секогаш велев дека ништо, само подавам чаша вода или топол чај во зимскиот период, што може друго да правам? Кога ќе ми речеа, дали знаеш колку е тоа казниво? Секогаш ги прашував дали сте се соочиле вие, дали имате свој близок роднина надвор од Македонија, во странство, или ваше дете, што би било кога него би му било потребна таква некоја помош, или преврска на рана, или било што. Така да, секогаш велев, што грешам? Јас навистина мислев дека ништо не грешам. И ден денеска размислувам така, а не дозволив
многу совети од мои поблиски и подалечни да делуваат на мене. Да ве поколебаат. Да ме поколебаат во сето тоа. Така да, иако на почетокот знаев сето тоа да го зацкријам, кога се обраќав да побарам помош, да побарам стари патики или стар дуксер или тренерки, го зацкривав и не кажував за кого е, но покасно веќе почнав да отворено да кажувам и да зборувам. Така да никој не можеше да ме поколеба, па дури и знаеа да ми кажат: па дали знаеш дека тие носат оружје, па тие носат заразни болести, па тие се што може да ти се случи. Но еве до ден денеска јас можам само да поделам убави моменти со нив. Луѓе, како и сите нас. Како изгледаат тие ваши средби? Многу едноставни. Многу едноставни. Иако на почетокот знаат во првите секунди да се исплашат која сум, што сум. Со резерва. Со резерва, какви намери имам. Меѓутоа, само што ќе им ставам да седнат и ќе ги понудам со кафе или со чај, веќе почнуваат да сваќаат дека немам лоша намера. Тие се многу уморни, на почетокот не сакаат да зборуваат многу за себе, па дури и некои лоши работи, ако им се случиле по пат, не сакаат да ги кажат. За понатаму да не се соочуваат со закон, со полиција. Едноставно сакаат многу бргу да поминат Македонија, да претрчаат, што би рекла јас. Поради тоа и многу често се смееме кога ќе прашаат колкава е Македонија, колку жители е, кога ќе кажам дека само 2 милиона, за нив тоа е смешно и ништо не представува. Во тие моменти, јас, како што кажав, ја отварате вратата од својот дом, ете топол оброк, облека и така натаму, но веќе влегувате во фаза кога вие сте подготвена со сериозни залихи и на храна и на облека за да пречекате, што се вели, поголема група. Дали тоа значи дека тогаш веќе околината условно се буди, па на вашите повици и апели за тоа дека на тие луѓе им е потребна помош и секаква помош е добре дојдена, почнува да има резултати? На самиот почеток се трудев колку можев сама да ги задоволам нивните потреби, меѓутоа како минеа деновите, како минеа месеците, тие групи се зголемуваа. Како веќе наближуваше пролетта, се затоплуваше, групите стануваа од 30 па на 50 па на 80 момчиња. Потребите беа многу поголеми. Моите сили и мојот домашен буџет не можеше тоа да го издржи. Не можеше веќе тоа да го издржи. Иако знаев многу пати да решавам моменти, да се снаоѓам, да направам рестрикција јас за некои мои основни потреби, за да имам повеќе да обезбедам лепели и било што друго. Така да почнав како за облеката, така и за храна да се обраќам, да прашувам дали може некој, меѓутоа многу бргу луѓето од Македонија сватија што се случува, како се случува низ Македонија, веќе реките на луѓе беа доста масовни. Имавме доста сообраќајни несреќи, каде возот земаше многу жртви. Тука македонската јавност се дигна на нозе. Македонскиот народ навистина застана на нозе. Не само моите сограѓани од Велес. Тука беше цела Македонија. Почнаа да ме контактираат луѓе што не ги знам, што не ги познавам, и од Охрид, и од Штип, и од Тетово, и од секаде, што тука веќе јас станав побогата за многу пријатели. Така да почна помош да стасува. Граѓанинот си го направи своето, веќе тука се вклучуваат невладините организации, Црвениот крст, УНХЦР, веќе дојдоа, ме посетија, видоа што јас правам и како правам, сватија дека ми е потребна помош. Како медицинска помош, така и храна, така да... Да, вие од она што можев да го видам, честопати сте и во улога на медицинско лице, не само на лице кое што ќе им даде топол
оброк и чаша вода, како што велите. Како во тие моменти реагира вашето најблиско семејство со оглед на тоа што, како што кажав на почетокот, вие начинот на живот го менувате од корен и почнувате да живеете за да им помогнете на овие луѓе. Да, јас и моето семејство... Имате 2 сина, сопруг. Да. Јас и моето семејство живееме нормален, едноставен живот, меѓутоа со сите предизвици, со сите проблеми што ги носи животот, меѓутоа нашето секојдневие се и бегалците. Баш се наше секојдневие. Така да и поддршката од семејството е доста голема, било во набавка, било во комуникација, некаде каде што не можам да се Значи разберам. не беше доведено во прашање тоа дали е доволно, доста, ете се вклучуваат и други организации, не. Улогата на Ленче останува улога исто и исто благодарение на семејството, кој ден денеска стои не позади мене, него до мене стојат рамноправно, кога треба да се сервисираат група на бегалци, кога некој побарува во истиот момент, побарува телефон, интернет, да му се уклучи, некој има големи рани. Во истиот момент на сите треба да се послужат како луѓе. И не е тајна дека бегалците кои што го одбираат овој пат за транзит, ја имаат токму вашата куќа на мапата по која што се движат како место каде што можат, што се вели да земат душа да одморат и каде што ги чека човек кој што ќе им помогне. Тоа значи дека гласот меѓу нив брзо се шири. Па да, јас мислам дека се шири, мада одредени и не знаат, меѓутоа еве ќе ви кажам само како податок дека во 2015 година дел од семејството кое веќе било заминато во Германија, може да се случи да ми се јави и да ми каже да, сега доаѓа сопругата со 2 мали деца, дали ќе можете да ја помогнете? Она веќе патува, она се наоѓа тука некаде околу Велес, не може да се снајде. Така да доста се информирани или на другиот дел од семејството они ќе му испратат слика од мене или најверојатно на тој начин они функционираат. Тоа значи дека за овие 6 години колку што имате средба со луѓе бегалци, вие сте се сретнале со многу приказни. Велите тие на почетокот се и по резервирани, не се секогаш нели расположени за тоа многу да зборуваат за себе, но сигурно има и такви кои што зборувале отворено и такви кои што останале повеќе денови од вообичаено токму во вашиот дом. Што се слушнавте во овие години? Како што кажав претходно, да, на почетокот се резервирани, меѓутоа кога ќе се измијат они веќе, кога ќе се освежат малку, кога ќе добијат нови алишта, чисти, кога ќе се најадат, они веќе се олабавуваат, сакаат да кажат за својот живот, за својата земја, сакаат да ги отворат телефоните, да ми покажат слики од нивната мајка или нивната сопруга со децата, да ми ја покажат куќата, во каква куќа живееле, меѓутоа сега не постои веќе ништо, за една секунда станало се пепел, така да знаат да се отворат малку покасно и да раскажуваат за нив, да раскажуваат за нивниот убав и комотен живот кој го живееле, за нивното образование, за нивните факултети, за нивните установи, за нивната работа што ја работат, за тоа што тука доаѓаат луѓе од најразлични профили, од мајстори, од молери, од флизери, од козметичари, музичари, естрадни звезди, доктори, инженери. Така да и како што самата кажавте, вие сте во контакт и откако ќе заминат или ќе ве побараат ако имате потреба за некој друг кој што можеби поминува низ Македонија, нивни близок да ве најават, да го најават кај вас. А претпоставувам има и такви кои што релацијата ја одржуваат затоа што така сакаат, затоа што им е кејф што се вели. Така,
секоја година на самиот ден кога они биле кај мене, еве како им се појавуваат и мемори на Facebook, сликите веќе ги објавуваат, сакаат повторно да се заблагодарат. Секогаш сум поканета да ги посетам. Оние што порано отишле веќе во 2014 веќе нели имаат свое домување, своја работа веќе се почнати, имаат документи добиено, секогаш ме покануваат да ги посетам. Госпоѓа Здравкин, вие напуштате својата работа, своето работно место, за да му се посветите на ова комплетно што се вели. Сега имаше периоди на сериозни бранови, како што кажавте, имаше многу луѓе групи што доаѓа одеднаш. Сега тоа не е таков случај, но вие се уште сте во таа улога и во таа мисија и не мислите да ја напуштате. Така, видите, кога знаете дека наеднаш ќе се појави еден патник, слеп патник, кој не поседува ништо со него, едноставно, дури и кога прифатно треба некогаш да излезам, дали да се прошетам, дали некаде да отидам, јас се и кога ќе отидам, гледам на саатот дека јас морам бргу да бидам дома. И ако треба, еве денеска доаѓам тука, да, мојата куќа не е празна, синот веќе остана да биде таму во случај да поминат, да дојдат. Така да ако не сум јас, сопругот е тука или синот е тука. Секогаш подготвени. Секогаш подготвени. Но вие не Така се случува и во ноќните часеви, некогаш кога треба да одморам, кога треба да одспијам некои 2-3 сата. Едниот ќе стане порано, па другиот да легне. Така да се... Но вие не останувате, да речем, географски само на тоа што е ваша територија, или дворот во вашата куќа, или тоа што е близко до неа, туку одите и на граничните премини, затоа што сметате дека можете да бидете корисна и таму. И она што исто така неофицијално го знаме, дека размислувате да заминете и некаде подалеку, за да ова ваша сега веќе страст и јас би рекла професија, продолжите да ја работите со уште поголем жар. Точно ли е? Секогаш сум со нови идеи, нови размислувања, но нема да се сложам со вас ако кажете дека хуманитарната работа е професија. Тоа не е професија. Грубо тоа не е професија. Да. Често знам да ги посетам бегалците во Србија, во Бугарија, во Грција. Имаме одредени бегалци кои ми се јавиле дека се во Грција, дека се наоѓаат на тоа и тоа место, дека имаат големи потреби од нешто, или се болни или било што, меѓутоа не можат самите да се снајдат во сиот тој хаос, така да ги посетувам. Често знам да однесам храна во Грција, во Србија, во камповите. Сега одам помалце, бидејќи таму има помалку народ, така да во камповите послабо, бидејќи бегалците не се задржуваат многу во камповите на јужната и на северната граница, тие се движат. Што научивте од сите овие луѓе до сега во изминативе 6 години? Многу научив, навистина многу научив. Научив колку е вреден животот, колку е вреден, колку не е вреден дали телефонот, дали накитот што го поседувате, колку е вреден човечкиот живот, здравието на човекот. Можете да замислите кога на еден доктор, хирург, кога ќе му ги преврзете нозите од долгото пешачење, знае да се заблагодари и да ми се случило да каже ви благодарам колешке, што јас ме остава без зборови, знаеш, и знае да ми каже да, во ваква ситуација и јас истото би го сторил, иако сум доктор, иако сум хирург, иако тоа е тоа. Така да многу научив од бегалците, ја научив нивната култура. Во кампот во Гевгелија жените бегалки беа, тие се многу вредни жени. Жените се многу вредни. Нивната кујна, која е
горе-доле блиску до нашата, меѓутоа научив многу нови рецепти кои јас дома веќе ги приготвувам. Сладки или солени јадења и така. Многу ме научија дека животот треба да го цениме, да бидеме благодарни за тоа што го имаме, а не да кукаме и да молиме дека јас сакам да имам ова или сакам да имам. Кога ќе ги слушнете самите бегалци дека чезнеат само за топол дом, ништо повеќе. А и тоа биле луѓе кои живееле убав и комотен живот, но наеднаш сваќаат дека колку малку треба да се сруши секако кула од карти. Кажавте дека нештата се менуваат 2015 година. За жал, таа година, април месец, ќе го паметиме и затоа што се случи големата железничка несреќа кога 14 бегалци загинаа затоа што беа прегазени од воз. Потоа нештата се менуваат. Потоа веројатно се случува моментот кога, како што кажавме, свеста на човекот отиде многу погоре и станавме сите повеќе свесни дека да, нас ова сето ни се случува и треба сите да бидеме дел од тоа за да си олесниме и да им олесниме на тие луѓе, да си олесниме и себе си. Каде или колкава е денеска свеста воопшто за тоа, нашата свест за бегалците како луѓе кои што транзитираат во потрага по подобро утре? Јас секогаш велам дека да, на почетокот беше многу тешко и лошо. Не беа само тие 14 бегалци кои загинаа. Ние секојдневно имавме жртви по пругите. Ова беше тоа беше најголемата. Тие се загинати во близина на Велес и се закопани во Велес. А морам да го спомнам и овој момент што после толку години успеавме да најдеме 3 од семејствата, од мајките на загинатите бегалци. За мене тоа беше еден момент кога живеев за тој момент. Кога ќе се случи. И знаев дека ќе се случи. Но многу тешко го поднесов, многу го преживував. Навистина беше мачно и тешко да дојдат мајките од Германија и јас да не можам ништо друго да им пружам, едноставно да ги однесам на гробот на нивните деца. За мене како родител, како мајка беше момент кој многу поминав, секакви ситуации, секакви моменти, меѓутоа тоа беше една од најтешките. Најтешките моменти. Да однесете мајката да тажи на гробот на незиното дете. А кога зборуваме за свеста на луѓето, кој е вашето мислење денес? Исто и за тоа можам многу да се пофалам. На почетокот, како што реков, беше граѓаните не беа доволно информирани. Се ширеа некои лажни информации дека тоа се луѓе кои носат оружје, кои сакаат војни, кои сакаат дека убиваат, дека силуваат, па се пуштаа некои приказки дека во Германија направиле тоа, направиле ова. Меѓутоа народот не беше доволно информиран. Да, Македонија веќе се искачи на едно високо скалило, ја покажа својата хуманост и ние покажавме како тоа може да се направи, да бидеме пример за многу земји. Благодарение на УНХЦР, кој застана на чело тогаш да соработува со сите институции на државата, направија голем исчекор. Поставувањето на транзитните центри со сите услови за еден човек бегалец да ги добие храна, документи да добие, да може да се одмори бегалецот, да добие медицинска помош и одморен да се качи на воз да ја напушти Македонија. Македонија навистина покажа високо скалило на хуманост. Јас сум срекна поради тоа. Граѓаните исто така се дигна.
со своите хумани дела и срекна сум денеска кога доаѓаат групите на бегалци, кога ќе ми кажат многу добри луѓе во Македонија има. Веќе носат едно шише сок, некој им купил кој што можел. Некој веќе ги упатил кај мене. Им кажал дека на толку километри ќе застанете, има една жена, или им купил кифла или било што, им го покажал патот и правецот. Многу е битно да не го исплашите тој човек. Не значи дека но тие во исто време знаеме дека се жртви на измамници. Так, тие се многу лесен плен. Така, лесен плен. Наспроти тоа па постојат и нели криминалните банди каде што и настредуваат и се плячкани, и малтретирани, им ги зимаат парите и така натаму. Меѓутоа расте бројката на овие луѓе што веќе се вклучуваат во сета таа криза. Би било одлично кога тие луѓе кои што ве запознале останало вашето лик и дело да биде сликата за оваа земја. Така. Нели да не паметат и да не доживуваат како хумани луѓе пред се. Господја Здравкин, јас тука ќе ви се заблагодарам за ова гостување. Рековме денеска е светскиот ден на бегалците, истиот беше одбележан и во нашата земја. Се доделуваат наградите Мајка Тереза за хуманост, односно значајно остварување во хуманоста и човековата солидарност. Вие таа награда ја добивте минатата година. А јас за крај ќе искористам само една реченица која што на вашиот Facebook профил ја има напишано човек кој што ја почитува вашата работа, а можеме да ја кажеме сите во ист глас, како затоа што сите тоа го мислиме, а тоа е поклон Ленче и односно почит Ленче и поклон до земја за работата што ја работите. Ви благодарам, баш ми е мило на овој ден. Еве денеска се доделуваат и наградите. Јас од тука би сакала јавно да им честитам на наградените новинари, затоа што медиумите беа тие кои го направија своето. Медиумите беа нон-стоп на терен, на пристапен и на непристапен терен, така да тие беа битниот момент што реалната слика можеа на граѓанинот да му доловат што се случува на нашата територија. Така. Без медиумите ништо. Така, господја Здравкин, ви благодарам. Ние во некоја следна прилика се гледаме повторно. Мило ми беше, благодарам. Така. Вам ви благодарам за вниманието во овој дел на отвореното студио 1. Останете со нас, следува Централниот дневник.